Беше тоа на 23 април 1950 година, кога од страна на Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија во чест на великанот Гоце Делчев е донесена одлука Царево село да биде преименувано во Делчево. На 23 април 1952 година е родена Мирка Велиновска, македонска новинарка. Од 1980 година работи во културната редакција на Македонската радиотелевизија, а од наредната година во внатрешно-политичката рубрика на Весникот вечер. Во периодот 1990-1998 година се афирмирала како коментатор во неделникот Пулс. Таа е еден од основачите на неделникот Старт во 1999 година и на неделниот магазин Зум. Велиновска е независен новинар во водечкиот политички неделник Фокус. Соработувала со Deutsche Welle, Search for Ground и Институтот за војна и мир во Лондон. Беше тоа на 23 април 1972 година, кога во Скопје е поставен камен темелник на соборниот архиепископски храм на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, кој е осветен на 12 август 1990 година. На 23 април 1982 година во продажба е пуштен Spectrum ZX. Беше тоа на 23 април 1996 година, кога УНЕСКО го промовира Светскиот ден на книгата по повод годишнината од смртта на Сервантес, Шекспир и Де ла Вега. На 23 април 1997 година е роден Владко Стојановски, македонски професионален фудбалер, член на македонскиот прволигаш работнички и репрезентацијата на Македонија. Откако минал низ младинските категории на Металург, Стојановски го направил своето професионално деби на 29 октомври 2014 година во поразот од 2:1 од Шкендија. Сезоната 2018-19 е завршил како најдобар стрелец во првата македонска лига. Своето деби за сениорската репрезентација на Македонија го оствари на квалификацијскиот надпревар за Европското првенство во ноември 2019 година против Австрија. Беше тоа на 23 април 2001 година, кога кај Алашевце, Липковско, беше убиен Дејан Денковски од страна на терористите. На 23 април 2015 година почина Сузан Максут, доаѓен на националната установа Турски театар. Од 1962 година е член на ансамблот на турската драма при Театарот на народностите, каде што има одиграно голем број улоги се до пензионирањето во 2001 година. Попознати актерски остварувања се Дездемона во Отело, Мерима во Омер и Мерима, Катрин Хауп во Мајка храброст, Ширин во Легенда за љубовта, Медеа во Медеа, Ајше во Цвеќарот Али и други. Добитник била на наградите Актер на годината на Весникот Бирлик и награда на градот Скопје 13 ноември. Учествувала во голем број телевизиски, филмски и радиопроекти. Играла во филмовите Најдолгиот пат, Исправи се Делфина, Време води и Македонска сага. Дваесет и трети април е Светскиот ден на книгата и авторското право.